Господин Арсовски, вие бевте 4 години пратеник во Собранието на Република Македонија, добар познавач сте на состојбите. Како ја оценувате моменталната состојба во Република Македонија? Пред се прво ви благодарам што ме повикате да гостувам во вашата телевизија, која што реално е ценам и што правилно информират граѓаните, ги информира граѓаните во овој регион, и да се префрлям на вашето прашање и веднаш на почеток да истакнам, нема ништо ново да кажам, кој што многу умина го кажува дека за жал политичката состојба во Република Македонија е многу тешка. Се надевам дека таа политичка состојба, ако продолжи, сигурно нема да носи добро на никој граѓанин во Република Македонија, не де Боже да прерасне во некој друг вид криза, под наводници да речеме безбедносна криза. Само да се навратам, не е политичката криза сега настаната. Сепак таа влече корени. Некаде према мене почнува некаде од црниот понеделник на 24 декември 2012 година, кога за жал пратениците од опозицијата беа насилно исфрлени од законодавниот дом, бидејќи како што истакнавте бев и пратеник, ние ги представуваме во тој законодавен дом на ова парламентарна демократија, суверенитетот на граѓаните кои што ги избрале тие пратеници, фактички не избрка тогаш власта од законодавниот дом, пратениците ги избраха фактички граѓаните, но еве од тогаш почнуваат корените, да не зборуваме после со објавувањето на познати не сите случувања, но значи конкретно во денешниот сега сме каде што сме. Сметав дека по завршувањето на изборите на 11 декември, каде што сите и меѓународните фактори и домашните аналитичари и експерти ги оценуваат како фер и демократски, дека таа политичка криза фактички ќе се разреши, но за жал, еве до денес се продлабочува, имајќи во предвид не постигување договорот како понатака. За жал, ние се во Република Македонија имаме институции кои што не функционираат, еве врните институции да ги замене парламентот, иако е почна конститутивната седница, тој не функционираат. Владата е техничка, де факто не функционира сега да речеме председател на државата. Кога сте кај председател кај државата, многу експерти го толкуваат уставот и ја толкуваат одлуката на председателот Иванов за недавањето на мандатот. Како вие тоа го оценувате? Па видите, да кажам искрено, има здраво разумен човек во Република Македонија кој што не би се сложил со констатацијата дека председателот како институција воспоставена во нашата држава и која го штити уставот и треба да почитуваат уставот, а во уставот јасно и гласно пишуваат во тој член 90 дека председателот е должен, иако сум ја економист, не сум правни, не треба да биде правни, па тој член да го прочита, јас како пратеник имам можност, уставот го имав, го читам и знам како, што постои таму и уставот се спроведува, не се тумачит, не се коментират и така натака. И флагрантно е однесувањето на председател на државата што не го даде на мандатот по тој член 90, каде јасно и гласно пишува дека председателот е должен да го даде мандатот на она партија или партии кои што обезбедиле мнозинство во парламентот, а тоа мнозинство се подразбира по нашиот устав 120 пратеници и 61 пратеник. Истото ги има направено мнозинство партиите СДСМ со својата коалиција и дел на албанските политички партии и со 67 пратеници, и тој сега фактички ја рушит волјата која е изразена на тие избори, преку овие пренесена суверенитетот на граѓаните се пренесува преку пратениците, бидејќи ние сме парламентарна демократија. Фактички 67 пратеници или за нив да стане, да речеме, може скоро 700.000 гласачи, и по ние основно не е јасно зошто тој мандат не го даде, фактички ја продлабочува политичката криза. Но сепак има поддржувачи, гледаме дека имаме протести, еве вие бевте дел од шарената револуција, учествувавте, ја поддржувавте, сега имаме други протести, ги поддржувате ли сегашните протести? Сега да спомнате шарената револуција, токму тогаш беше фактор истово председателот, не почитувајќи ги некои норми со донесувањето на таа така наречена аболиција, да ги спаси некои од криминалните дејства што ги правеле политичарите, тоа беше изворот на незадоволството на луѓето на улица. Јас сега да ви кажам искрено, луѓето демократски е право секој да протестират. Туку не ми е јасна целта зашто протестират. Да ви кажам, едно развиено демократско општество, каде што ние се
Ми сметнам дека треба да бидеме тука. Некои да протестират за јазик, како да се збори, а немање предвид што се содржи, зошто протестираат, стварно не да ги осудуваме, реков, протестот е демократско право, да биде во рамките на таа демократија, но целта зашто протестирам не ми дава надеж дека вистинскиот начин е тоа да се реши таа проблем. 4 години пратење, спомнам на почеток, од 2002 до 2006, потоа предовте во НСДП, од 2006 до 2008 бевте во коалиција со ВМРО. Какво е искуството? Видите, се вратиме сепак далечно 2006 година, честопати нас не обтужуваат под наводници дека ние сме го донесли Груевски на власт. Да ви кажам искрено, реално на тие демократски избори од 2006 година, која што ги спроведе владата на СДСМ, ВМРО и коалицијата си победија. Без разлика дали НСДП ќе учествуваше во владата или немаше да учествуваше, тие си имаа мнозинство. Дали ќе земеа ДП или ДУ и Лупчо Георгиевски со неговите 6 пратеници, значи тука да расчистиме дека НСДП не е фактор. Но искуството какво е да се биде во искуството, да ви кажам искрено, добро ние што бевме тие 2 години, сите коментираат дека во тој период од 2 години нормално функционирала владата во сите сегменти. Значи, ние, ако не друго, бевме еден контролен механизам, не се допушташе ова што се правеше после 2008 година. Се разбира, соодветни разлики настанаа во тој период, да не ги повторуваме. 2008 излеговме владата, ние тие распиша преведени парламентарни избори и владењето од 2008 наваќе сите го осудуваат и сите се слага дека до 2008 година можда и дел на заслугата на СДП дека подруги биле тие времења. И за крај би ве прашал како ја коментирате изјавата на вашиот претседател Тито Петковски, кој потврдува дека ќе отпочне процесот на промена на химната, знамето и грбот и дека платформата од Тирана ќе се реализира во фази. Да расчистиме работа. Реков претходно пред првото прашање дека сметам дека вашата телевизија правилно информира. За жал, имаме медиуми кај нас ги извртуваат тези. Ова беше изјава на анализа. Се слагам на 24 вести дека така не е кажано. Извините што ве демантирам вас. Не е кажано така од страна на лидерот на Тито Петковски, туку кажа дека за сите прашања во Република Македонија кои се однесуваат за граѓаните на Република Македонија треба да постои дебата. Никаде не спомна тој дека ќе се менува химна, ќе се менува грб, али спинувањето на одредени медиуми, електронски и пишани, оде во тој правец. Во контекст на продолжување на оваа политичка криза претходно што го кажам. И јас сум од тие луѓе, либерално ги сваќам работи. За секој прашање во една држава треба да се дебатира. Има по паметни, најпаметни и на крај да се донесе соодветна одлука. Затоа ги спинуваат овие изјави дека грбо се менува химната. А доколку навистина ова го има кажано Тито Петковски, ви се сложиле ли вие со тоа? Да се разбереме, исто го поставите прашањето на платформата од Албанија, честопати пишуваат платформата. Прво, никој не знаеме каква е таа платформа. Сите едни кажуваат дека во Скопје напишува и не е лошо да има некои платформи. И сите прашања кои што произлегуваат треба да се дебатираат. Дебатата, за жал, фали во нашето општество. Кога вие се сретнале да дебатираат опозиција и позиција за разни теми? Кога се сретнале опозиционер лидер, да речеме конкретниот случај Зоран Заев и Никола Груевски на дебат? Тогаш кој ќе се сретна на дебати, кој ќе ги спротистава своите ставови и мислења, секој ќе си донесе соодветна одлука и најправилната одлука. Затоа ви кажам, честопати се спинува разни изјави, све во контекст на продолжување. Нема да ми одговорите ваш личен став на ова прашање? А ја го одговорив дека не постои никој доста не се занимава. Не, доколку би постоело, дали би го прифатиле? Ја кажав за сите прашања треба дебати да постои. Ништо друго не кажувам. Дебатата може да го најде најдоброто решение. За сензитивни прашања, најсензитивни прашања кои се однесуваат за граѓаните на Република Македонија може да постои дебат. Благодарам што бевте гостин во Дневникот на телевизија Утро. И вас би благодарам.